Здраво! Да. Денес правиме многу интересно видео кое требаше одамна да биде излезено, ама ме знаете мене каква мрза сум за... Лажам. Лажам. Не лажам, поточно, затоа што, да, мрзеше да го изедитирам видеово, па одлучив денес, вака после нова година да објавам едно видео. Ова видео е едно од поинтересните видеа кои ги имам правено и досе вакво нешто не имам направено, па не знам како ќе ви се допаѓа и се надевам дека и друг пат ќе успеам нешто вакво да снимам или да направам, не знам, ќе видам. Значи, ќе кажам што се случи и ќе ви пуштам снимки. Скрилекс стана Спайдермен. Не знам ни самиот, ама ова идеја 2 месеци ја планираше и едва и чекаше да излезе овој анимиран филм од Spider-Man Into the Spider-Verse кој го гледаше. Да, закон беше според мене, не беше само да си речите oh my god, цртан, шо барате на цртан да дойте, ама стварно добар филм беше. Да, филм, анимиран филм. Да не кажам многу за филмот, ама Spider-Man, тоест Скрилекс, добро, го сгрешив. Скрилекс е многу голем фан на Spider-Man и одлучи да направи костум кој е сам го изработи со неговата мајка и стварно добра работа направи во правењето и многу изгледаше, да речам, реалистично, во смисол на многу, како да се изразам, многу добро изгледаше кога ќе го видиш. Од поранешните филмови беше костумот, не е некој сега да речите од кој е Spider-Man 2027, мислам се викаше, ќе излези тука, не сум сигурен дали беше така. Не е некој таков, тука е од обичен Spider-Man и многу добро изгледаше. Тие во киното не ни знае за ова, па една од вработените многу се изненади, па го сликаше Скрилекс, но да, го сликаше, го снимаше и беше ставен на Facebook страната на 3D Кино Битола. Еве тука слика од Инстаграм. Да, не е ни спонзорирано ова нешто, да не мислите дека е така нешто, пошто затоа ви кажувам и таа беше изненадена, не очекуваше вакво нешто. Јас не очекував ваква реакција како што мислев дека ќе се добие. Ако сакате 3D Кино Битола, спонзорирајте ме, пишете, имате контакт емаил во дескрипција. Не бев сигурен дека ова Скрилекс ќе го направи. Добро, ќе го викам Антонио, пошто ме име полесно викам Антонио, ама се знаете Антонио, и те Антонио се вика, ако не знаевте, да, Антонио ќе велам на место Скрилекс. Не очекував, од 2 месеци го планираше и немаше ни почнато и последната недела пред да излезе филмот почна. Не очекував дека ќе почне и воопшто дека ќе заврши, ама почна и направи и дента кога бевме на школа, мислам, и бевме прва смена. Ми се јави и кога се јавивме дома, значи кај 2,5-3 сата од поручек, ми се јави и ми вели дали ќе идиш на филм со мене, те молам, вели, за да снимаш, пошто вакво едно, ако не идиш ти, јас џаве одам, не, за џаве вели ќе види. Парно вака видео ќе имаме, да се сеќаваме, да знаеме што сни правеле. И да, јас се мислев, затоа што имав нешто работа и многу бе во мислење дали да одам или не, па на крај одлучив, реков, што ќе биде, нека биде, ќе одам. И појдовме таму, кога влезе Антонио во кино, мислам, во салонот од киното, доби многу интересна реакција од тие што се од киното и заедно со тие што чека, да, се разбира дека е Spider-Man и е анимиран филм, повеќе деца ќе видат и многу интересна реакција доби, многу беше, не знам на македонски збор, ама wholesome. This is so wholesome. Дали може 300 лајкови? Не, колку било нека е. Само да има лајкови. Оти ако има, ќе се направи пак нешто вакво, мислам јас. Оти има многу интересни филмови за ова година сега и многу добри костуми може да се направи. Многу интересно беше и интересно си поминавме, сега ќе пуштам клипчиња од кога стигнавме пред киното и пред да влези.
се зафркававме, малце се разбира со заедно, пошто е Spider-Man костум, па зошто не да се прават некои глупости за поинтересно да изгледа. И да, вака се одвиваше сето тоа. Ќе ви пуштам сега. Вака сега, како што ви кажам на почетокот, денес го имаме со мене во мојот влог, не ни влог, ама Spider-Man. Ова е планирано многу долго време и мислев дека никогаш нема да успее да го направи, знаат кој се од почеток ќе кажам. Ќе појдеме сега внатре во киното да видиме каква реакција имат луѓето на Spider-Man вживо. Ај направи default dance, default. Оу. Јако. Ја не те снимате слика. Ајде. Да видам каква реакција ќе Ајде. Дали ќе одиш на твојот филм? На твојот филм? Чекај. Не! И да, после сето тоа дојде и крајот на филмот. Антонио влезе со семаска во киното внатре, па кога ги изгасна светлото, тогаш ја извади маската. Не ќеше да знаат кој е, не знам зошто, ама и тоа е да ако размислите интересно, затоа што Spider-Man не се кажуваше кој е. Па на некој начин да многу сум лош во зборување македонски, не можам да се изразам доволно. Филмов излезе пола месец или месец после смртта на Стен Ли, кој не знае, тој е креаторот на Марвел, тоест и Spider-Man, самиот Spider-Man е креиран од него. И Антони рече дека ова што го направи тој дојде на некој начин како трибют на Стен Ли, тоа ќе го преведам на Translate да видам како се преведуваше, па тука ќе го имате зборчето. Стварно многу добро испадна и многу сум радосен јас, многу сум радосен каква реакција видовме од дечињата мали, многу сте сладки. И од самото кино вработените што се, и сакам да ви заблагодарам за тие 2 карти кои ги дадовте на нас. Да, сакам да се заблагодарам за тоа. Не очекувавме, ние сакавме само поштено си појдеме таму, си земеме карти да влеземе. Ама испадна тие да бидат многу добродушни и да ни дадат 2 карти од нив за да влеземе. Тоаш дојде крајот, ќе ви пуштаме некој кратко клипче, тоест на кратко сам нешто интересно што видов, нема може секој да разбере што е ова, ама ќе го пуштам, пошто повеќето мислам дека ќе го разберат кои пратат мимс. You were from the first group to point. You're being very rude. You're not... Како се чувствуваш тоа? Со Spider-Man. Ооо, feeling heroic. Тоа беше крајот. Ви благодарам што гледавте. Ова беше едно искуство од мене што
Иако не бев јас во позицијата на Антонио, интересно беше да го гледаш таму, да гледаш децата каде, не знам како да кажем, тоа беше тоа. Од ова видео се надам дека живавте, ако да стиснете лайк. Колку повеќе лајкови, толку повеќе мотивација ми давате за да снимам што повеќе видеа, иако сега подбијавам многу ретко видеа, не знам зошто ни јас. Ама да, стиснете subscribe ако сте нови и се гледаме во наредно видео кој ќе биде. Никогаш не знам кој ќе објавам ново видео затоа што немам распоред на објавување видеа. Да. Чао. Кој стигна до крајот на видеото, како и секогаш, јас правам вака, коментирајте хаштаг Скрилдермен. Тоа е добар хаштаг. И видите нешто интересно ви кажам, пошто онака на секој крај на видеото ви кажам нешто интересно. Значи го тргнав микрофонот од компјутерот кој ми е на 1,5 метри таму или метро далеку до тука микрофонот за да можам вака ви зборувам тоа добро. Изгледам како репортер, жи се вака. Што ќе кажете за вестите? Не, ќе прекинам, ќе прекинам.